Американските судови не може да исудат на Турција, изјави председателот Реджеп Тајип Ердоган во врска со случајот со еден од директорите на Халк банката, кој е обвинет за избегнување на американските санкции врз Иран. Веќе и онака затегнатите односи меѓу НАТО сојузниците, Анкара и Вашингтон, се влошија во последниве неколку недели, кога турско-иранскиот трговец со злато, Реза Зараб, кој соработува со американските обвинители, во судот детално ја опиша шемата за избегнување на американските санкции од страна на извршниот директор на Халк банката Мехмет Хакан Атили. Зараб во судот изјави дека Ердоган во октомври 2012 година, додека бил премиер, им дал инструкции на две банки да и помогнат на Халк банката за да ги заобиколи санкциите против Иран. Ердоган, кој владее со Турција веќе скоро 15 години, пред членовите на неговата владеачка партија во североистичната провинција Карс изјави: Öyle sanal oluşturulan mahkemelerle o FETÖ denilen alçağın uydurma temsilcileriyle kurulan mahkemeler asla benim ülkemi mahkum edemez. Ердоган не одговори на тврдењата на Зараб во судницата, а целиот случај го оцени за политички мотивиран обид за соборување на турската влада. Турските власти сметаат дека за сето ова стои поранешниот имам Фетула Гюлен, обвинет за обидот за воен удар во Турција лани. Тоа го изјави и турскиот премиер Бинали Йилдирим. Bu dava hukuki olmaktan çıkmış, tamamen siyasi bir şekle dönüşmüştür. Amaç Türkiye'yi sıkıştırmaktır, Türk ekonomisini sıkıştırmaktır, Türkiye'yi zora sokmaktır. Во меѓувреме, обвинителството во Истанбул соопшти дека имотот на Зараб и неговото семејство ќе биде запленет во рамките на истрагата за шпионажа за една странска држава. Инаку Ердоган ги обвини деловните луѓе кои сакаат нивниот капитал да го префрлат од Турција во странство за предавство. Слушнав дека некои бизнисмени се обидуваат да го префрлат нивниот имот во странство. Ќе кажам на владата никогаш да не го дозволи тоа, бидејќи таквите постапки се предавство, рече тој. Milyonlarca dolar para gönder.